Благодарам, господине Джафери. Прилично сум разочаран, не сум изненаден за односот на ова парламентарно мнозинство кон темата економија генерално. Заради тоа што никогаш на ниту една дискусија од наша страна нема надоврзување, нема дебата на таа тема, посебно од пратениците, но тоа генерално и го отсликува односот на целокупната власт, вклучително и владата на Република Македонија, спрема економијата во државата. Ако се чудите зошто резултатите во економскиот сегмент на оваа влада се такви какви што се, а ги чувствуваат граѓаните секојдневно, не треба премногу ние да ги филуваме со зборови, една од причините е тоа, заради тоа што оваа власт ја интересира се, освен тоа што граѓаните го бараат. Значи, ја интересираат помалку малограѓански состојби, ја интересираат прогони, обвинителства, судства, полиции, тајни заговори, теории на заговор, вака било, така било, но она што треба да го испорача како ефективна работа за граѓаните подобро да живеат, не ја интересира. И затоа нема изградба на училишта, нема изградба на градинки, нема изградба на патишта, гасификацијата тргни запри, никаде, еве 3 години на власт, никаде конкретно нешто не може да се види. Она што значеше изградба еднаш годишно на еден булевар во Скопје е запрено, инфраструктурно другите помали градови низ Македонија, па и мојот град Велес, па и Прилеп, па и Битола посебно се практично запоставени. Но тоа и се гледа и во бројките кои што ние ги гледаме, ја ги објавува Државниот завод за статистика. Граѓаните го чувствуваат тоа во делот на економската политика, во делот на цените на пазарот. Не знам, еве читаме денеска ново покачување на цената на нафтата 66 денари. Кога оваа власт ја превзема одговорноста да ја раководи државата, цената на нафтата беше 45 денари. Ке речете светските берзи, доларот и така натаму. Но како свесна одлука на ова парламентарно мнозинство, на овие мои колеги, цената на нафтата во овој момент е најмалку за 3,54 денари поскапа од тоа што можеше да биде. Зошто? Заради тоа што овие мои колеги по предлог на ова Министерство за финансии донесоа одлука да се зголеми акцизата и опфатот на ДДВ-то визави тоа, заради тоа што даночењето е после утврдување на цената со акциза на цената на нафта. Значи, во најмала рака ова политичко мнозинство е одговорно за секој 3,54 денари по литар кој што го плаќаат граѓаните, земјоделците, превозниците, стопанството и така натака и така натака. И тоа секако дека си има последици. Не се последиците во тоа дали со 2000 денари ќе ставиме 35 или 37 литри. Последиците се посебно во делот на она што значи стопанство. Од тој аспект и денешната одлука владата да предложи ваков закон, ние ќе ја поддржиме и сме кажали, ја и господјата Кузмановска и господинот Цуклев, многу пати сме кажали дека секогаш кога ќе има предлог за било какво намалување, па макар символично како што е денешното, ние ќе го поддржиме. Но, суштински ние имаме проблем со влада која што мисли дека треба да има контрола врз сите пари на граѓаните. Зошто го велам тоа? Буџетот проектиран оваа година и реализиран минатата година е најголем во историјата на Република Македонија. Слушам пред 2 недели премиерот се пофали дека зафатот на даночните очекувања приходи е поголем од очекуваното. И тоа се фали. Се фали дека повеќе даноци се собрале од колку што било планирано. Значи повеќе пари сме исцрпиле од граѓаните и од стопанството. Но во исто време помалку враќаме назад, помалку реализираме. Помалку патишта се градат, помалку болници се реконструираат, помалку градинки, помалку пари враќаме во стопанство. И затоа растот на економијата од една држава која што во принцип секогаш бевме у првите неколку држави на ниво на Европа како континент, сега сме во последните неколку држави по мерката раст на бруто домашниот производ, што е основен сегмент како се мери дали некоја економија се раздвижува или не се раздвижува. Кога гласавте во ова собрание, почитувани колеги, покачување на придонесите, ова е тој ефект. Кога гласавте зголемување на акцизата, ова е тој ефект. Кога гласавте зголемување на персоналниот данок, тоа е овој ефект. Тоа е ефектот кој што
го плаќаат граѓаните на Република Македонија директно и конкретно, а вие го плаќате политички, заради тоа што граѓаните гледаат дека на вистина Социјалдемократскиот сојуз нема никаков осет за водење на економската политика. Колегите пред мене наброија, но јас сакам да подсетам и малце наназад. Тука има две колешки присутни од Либерално-демократската партија. Ќе ги подсетам кога СДСМ 2002 година ја превзема власта, министер за финансии беше Петар Гошев. Ова не го зборувам за да сега враќам стари теми, туку го подсеќам односот и на тоа владење на Социјалдемократскиот сојуз и на ова сега, за да ви нацртам дека станува збор за истата економска, би рекол чудна, ајде да не употребам некој тежок или лош збор, логика. И тогаш СДСМ ги зголемуваше даноците и сега ги зголемува даноците. И тогаш СДСМ не направи ништо да се намалат придонесите, сега ги зголемува придонесите. И тогаш СДСМ немаше разбирање дека треба се намалуваат цените на нафтените деривати и другите енергенси, и сега директно покаже со зголемување на акцизата. Тогаш цел еден список на стапки за повластена даночна стапка од 5% ги укина и ги качи на 18%. Што се случи во меѓувреме? Во меѓувреме се смени власта, тие даночни стапки се вратија на 5%. Меѓу другите стапки, ја стално таа ја потенцирам, Социјалдемократскиот сојуз, замислете како лева политичка партија, во 2003 година даночната стапка за лекови и медицински помагала за луѓе, не за животни, за луѓе, ја зголеми од 5% на 18%. Значи СДСМ и тогаш и сега мисли дека треба да зафаќа повеќе пари од граѓаните. И тоа го прави. Приказката дека се враќаат пари кај граѓаните е приказка само за мојот почитуван колега Костадин Костадинов, за да има тема за пресконференција во деновите кога нема што да се каже. Апсолутно неточно. Апсолутно неточно. Многу повеќе пари се собираат од стопанството, многу повеќе пари се собираат од граѓаните. Каде завршуваат тие пари, почитувана заменик министер за финансии? Во адвокатските фирми на луѓето блиски до СДСМ, во списокот на фирми по фондот за иновации на луѓе блиски од Социјалдемократскиот сојуз, во плати за новите 20.000 вработувања по партиски список од Социјалдемократскиот сојуз, таму се трошат тие пари. Да не зборуваме за тоа дека овие министри кои што во изборната кампања ветуваа дека нема да трошат трошоци кои што не се неопходни, сите се возат во нови пасати. Значи не оние пасати што ги купија лошите и криминални министри од ВМРО ДПМН, туку овие нови министри честни и поштени кои што ќе се грижат за буџетот, се возат во нови пасати. Не знам, некои од колегите кажа 1,5 милион евра се потрошиле за цвеќе во владата на Република Македонија, до аферите за бадеми, костени, лешници, до набавки на намештаи, кабинети, опремување и така натака и така натака. Значи, ние имаме влада која што зголемува даноци, прибира повеќе пари од граѓаните и од стопанството, а тие ги троши на многу полош начин, дури и од претходната криминална влада, како што вие ја нарекувавте. Затоа, почитувана заменик министер за финансии, мислам дека е време и вие лично да размислите дали ќе останете дел од ваква една влада или можеби е добро да побарате да ве ослободат од обврската, не заради тоа, не заради друго, туку заради тоа што почитувањето од пратениците спрема вас е унисоно и монолитно, но ќе остане бреме на вас дека сте биле заменик министер за финансии во време кога имало најлоши економски резултати. А знаеме дека одлуките за тој сегмент не ги носите вие. За да има резултати, има логика, единствена логика. Ослободете ги луѓето од непотребните давачки, намалувајте ги даноците секаде каде што можете. Не ги зголемувајте, намалувајте ги регулативите, ослободете ги и охрабрете ги луѓето да имаат средства и да немаат оптеретување од државата, да имаат лична иницијатива. Колку повеќе зима државата, толку помалку создаваат граѓаните. Таа лекција очигледно Министерството за финансии нема совладано, за жал или за среќа, ќе почекаме 10 месеци кога оваа влада ќе си замине
па да се надеваме на подобро после тоа. Благодарам.